Почитувани представници на медиумите, целта на денешната пресконференција да ве информирам за новиот начин на проект, функционирање на лабораториите во нашата држава, нешто што излезе во медиумите и сметам дека според реакциите во јавните мрежи предизвика паника и затоа сакам истото да го објаснам и образложам. Проектот за централизација на медицинските лаборатории е од голем бенефит за македонските граѓани. Овој проект е во насока на остварување на европски модел за кој се стремиме, со цел реформирање на здравствениот систем и приближување кон модерните и европски трендови. Поддршка за ваков тип и систем на централни набавки добивме од Светската банка, со која се консултираме и заеднички работиме кон подобрување на здравствената заштита во Република Македонија. Со централната набавка на реагенси, целта е заштита од неколку милиони евра за нашата држава и пружање на подобри услови за пациентите. Централизираните набавки овозможуваат оптимално искористување на средствата. Министерството за здравство ќе има можност да ја контролира и предвидува трошоците за тестирање, без оглед каде се изведуваат, нешто што досега многу тешко се спроведува. Како резултат на тоа очекуваме цените да опаднат за 10 до 20%, а тоа посебно ќе го почувствуваат малите здравствени установи. Централизираните набавки ќе му овозможат на Министерството за здравство поголема оптимизација на бројот и видот на инструментите во објектите, со што ќе се зголеми оперативната ефикасност, како и подобрување на пристапот до напредни технологии во здравствените установи. Според истражувањето кое го направивме во изминатиот период, колку е поголемо пакувањето на реагенсите, толку е поевтина цената. Досегашното работење покажа дека се фрлаат реагенси поради нивната неискористеност. Во моментов имаме анализатори од 400 до 800 анализи на час, во места каде што нема ни 30 до 50 анализи на ден. Според анализите, бројот на инструменти може да се намали за повеќе од половина, со што ќе се направат дополнителни заштеди. Дополнително, централизираната набавка ќе му овозможи на Министерството за здравство да преговара за бесплатно сервисирање на апаратите. Инструментите за поправка исто така ќе станат побрзи, со што ќе се минимизира прекинот на оперативните средства. Централизираните набавки ќе обезбедат можности за стандардизирана обука на ниво да државата. Исто така ќе има пад на производите со истечен рок. Пракса во високо развиените земји е централизирање на лабораториите. Целта е подобри услови на пациентите, кои ќе се постигне со тоа што од отпочнување на овој систем, пациентите нема да има потреба да патуваат за анализи кои не се вршат во нивните места на живење. Трошоци дополнителни нема да има за пациентите, бидејќи резултатот ќе го добиваат повторно во нивното место на живење. Нема потреба ниту за загриженост за губење на работните места, заради тоа што персоналот ќе остане на истите и нема да се прераспределува кадрот од лабораториите. Дополнително, персоналот ќе може да одговори на потребите, бидејќи распоредот на централните лаборатории е направен во соодност со големината на апаратите и нивната брзина. Пациентите нема во никој случај бидат оштетени, затоа што тоа не се итни анализи. Итните анализи се потребни секаде, каде што има хирургија и таму такви апарати се предвидени. Токму затоа е така баждарен овој капацитетот на тие апарати да целосно го покрие, да ја покрие потребата во сите болници каде што се дава хируршка дејност. Специфичните анализи се предвидени да се работат оделно во централна лабораторија. Анализи поплани и во нокните часови ќе се изработуваат само за итните случаи. Протоколите за транспорт на крв се според досегашните протоколи и во тендерска документација јасно е напишано дека економскиот оператор е должен во цената да има вклучено и транспорт на крв. Лабораторискиот информативен систем ќе ги консолидира лабораториските тестови на сите пациенти на едно место. Здравствените установи ќе имаат пристап до информации во реално време, во однос на податоци за пациентите, нивните лабораториски тестови и трошоците. Ви благодарам и повелете со прашање.